Спортски поздрав, почитувани гледачи на М-нет телевизија. Ново издание од спортскиот магазин Трибина, кој што од самите почетоци го посветивме на македонскиот спорт. Вечерва разговарам со претседателот на фудбалски клуб Брегалница Ангел Бојаджиев, кој што ќе биде мој и ваша гостин. Зборуваме на повеќе теми од аспект на тоа како тој како претседател и менаџираше Брегалница во овој краток период, некој околу 3 месеци од како беше назначен кон крајот на месец март годинава, за сите успеси кои што Брегалница ги направи за да стигне до првата позиција, в сабота веќе да го подигне шампионскиот пекар и Брегалница од следната сезона да биде дел од првата македонска фудбалска лига. Зборуваме сите инфраструктурни проекти кои што ќе бидат на градскиот стадион во Штип, а тоа е изградбата на трибината од страната на интернатот, понатаму имплементацијата на VAR технологијата. Ќе отвориме темата и за новиот инвеститор потенцијален од Германија кој што треба да влезе во фудбалскиот клуб Брегалница, меѓутоа и во делот на финансиите се онаа која што практично ќе следува и следуваше во изминатиот период во фудбалскиот клуб Брегалница. Краток джингл и одеме со разговорот со претседателот на фудбалскиот клуб на Брегалница Ангел Бојаджиев. Почитувани гледачи на спортскиот магазин Трибина, после краткиот джингл сме назад во студиото. Разговарам со Ангел Бојаджиев, претседател на фудбалски клуб Брегалница. Најпрво благодарност до вас за прифатената покана да поразговарам за се она кое што Брегалница го направи, целото остварена влез во прва македонска фудбалска лига. Ви благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи на М-нет телевизија. Мора најпрво да ја отвориме темата за вашето враќање всушност на претседателското место на Брегалница, бидејќи вие во минатото бевте. Како дојде таа идеја да вие повторно се вратите во Брегалница и всушност колку е тешко сето она кое што беше за како претседател да го изменаџирате? Ова беше на покана на градоначалникот на општина Штип, Иван Јорданов, и кога преговаравме и се договаравме, целта беше да може да помогнеме да Брегалница влезе во прва лига, да се долговите на Брегалница намалат, кажи речи и избришат, се разложиме кон сите доверители кои што ги имаме, се со цел за да може да странски инвеститор ја купи Брегалница. Така на почетокот се договоривме и мислам дека мисијата успешно ја завршивме. Мисијата сигурно веќе дека успешно се завршува. Целите кои што ги кажавме ќе начнеме во самата емисија и делот на можниот нов инвеститор од Германија кој што би требал да ја купи Брегалница, меѓутоа и во делот на се она кој што го зацртавте, тоа е влез во прва лига. Се со оглед на фактот дека спомнавме ви имате претходно искуство како претседател на фудбалски клуб Брегалница кој што во минатото ја водевте, имате искуство во аспект на менаџирање како и поранешен раководител, односно директор на јавното предпријатие. Сар, колку е клучна улогата да се менаџира на фудбалски клуб кој што има традиција како што е Брегалница, клуб кој што е поранешен прва лига, што се бори за влез и успее да се врати во прва лига? Пред се е голема чест пред самите граѓани на општина Штип, голема чест затоа што не е мала работа да се води на фудбалски клуб како што е Брегалница, бидејќи од Брегалница постои од 1921 година како фудбалски клуб и во самата историја имало разноразни раководства, разноразни фудбалери, разноразни успеси и падови. Споредбата со претходно кога бев претседател на фудбалски клуб Брегалница и сега е голема, затоа што претходно поранешното раководство на фудбалската федерација на Македонија драстично ја беше оштетил Брегалница во два наврати. Значи тотално тогаш владееше еден криминал, владееше една неорганизираност, владееше едно местење на превари, што сега кој што сака нека вика не е така, затоа што доаѓањето на Омер Агич за претседател на Федерацијата на Република Македонија, на фудбалската федерација, работите се драстично добро поставени, си постави прави луѓе на прави места, како што Јосип Бартон, кој ги делегира судиите и претходен судија, кој е прекрасен професионалец и не дозволува да му ништо излезе вон контрола и колку сака нека изгледат субјективните судења, дали секој има право да се лути и ние сме биле во ситуација да реагираме и други клубови, меѓутоа се во се многу е битно да има спортски игра, да биде фер, да биде коректно, бидејќи фудбалот е скапа забава, фудбалот не е да речеме нешто што луѓето ги во моментот развеселува, им дава позитивен во самиот живот, им дава позитива со едноставно да уживаат, а сето тоа да се организира доста тешко организационо. Брегалница има прекрасен тим, да се разбереме, има прекрасни вработени таму кои што се наоѓаат во самиот клуб, почнувајќи од секретарите, завршувајќи до
До економот. Што се вели, така да фудбалскиот клуб Брегалница овие успеси сега моментално ги должи се на прекрасниот стручен штаб. Брегалница има најдобар шеф на стручен штаб меѓу 5 добри стручњаци. Владко Костов е во Македонија, кој може да парира на секој клуб. Исто така неговите помошници Кузманов, овде е Санто, овде е Илиевски. Меѓутоа не може да биде сето ова успех ако градоначалникот не инвестира и не става прави луѓе на право место. Така. Да се разбереме дека и многу други клубови каде локалната самоуправа подигнала раци се пропаднати. Ќе ќе земам неким да појави победа да речеме. Така. Се наоѓа во една многу тешка состава. Перистер сега се воздигнува, иако се фрлат многу пари, меѓутоа треба да се менаџира, сега се воздигнува. Така да мислам дека успеавме заедно со целокупна заслугата на сите, почнувајќи од фалангата, од самите навивачи, од самите штипјани, од целокупна заслуга на сите ова што моментално се случи да сме на чекор, односно веќе сме влезени во прва лига. И сега ако ве навртам назад на почетокот, односно на крајот на месец март и сега ако сумираме, верувавте ли во онаа емисија која што имавте поставани, ако сега се навратите назад, колку беше тешко да се стигне до сејато она Брегалница да е прва на табелата, да биде шампион во втора лига, ете в сабота нели против Победа по надпревар да го добие тој шампионски пехар и да се врати во прва лига. Знаејќи го тимот кој што го има Брегалница, шефот на стручен штаб и раководството, знаејќи и фудбалерите, пред се тие се сепак најзаслужни, не ги спомнав. Знаејќи и фудбалерите и верувајќи во себе, бидејќи јас каде додам 100% убеден дека ќе го дадам максимумот за да го успееме, бев убеден дека ќе го направиме ова. Ризикував, бидејќи тоа е меч со две острици, може да бидете не славен, него едноставно народот да ви биде благодарен, а може едноставно да бидете на мета на подсмев. А има и такви што и така да биде, ќе се хранат по социјалните мрежи, нели, со разноразни навреди, бидејќи таква е културата, тоа е егото нивно, ама ги прифаќаме и тие може да пишат што сакат. Ја спомнавме фалангата, верените навивачи кои што секогаш беа тука, дури доаѓа и на гостински терен да ја поддржуваат Брегалница, поддршка имаше и од самата штипска јавност. Спомнавме сабота е надпреварот против Победа. 30 коло се затвора. Што и како во тој дел Брегалница ќе се организира? Мора да спомнеме дека на претходните надпревари организацијата беше на високо ниво. Надпревари под рефлектори, Брегалница играше, се подига веќе нели афирмацијата на втората лига на повисоко ниво. Полн стадион со публика, меѓутоа покажавте добри домаќини за сите оние навивачи кои што доаѓаја од страна или сите она публика која што идеше. Колку тој дел го изменаџиравте и колку е тешко да се сето тоа води? Фалангата е бренд, навивачка група која е број 1. Подобри од комитите, подобри од сите. Сами гледате колку се бројни, колку ја поддржуваат, толку се добро организирани, што дали слушнавте од нив една националистичка навреда, да речеме, националистичка песна, што не е случај и со другите навивачки групи. Нели правиме една мала компарација, едно мало споредување. Редовно видовте во колку број само го поддржува фудбалскиот клуб Брегалница својот милени. Гледате со каков жар го прават тоа, без ниеден инцидент. За жал, не ни е дозволено да играме под рефлектори овој надпревар, бидејќи по правило на ФФМ треба сите надпревари последни 30 одвијат во исто време, во ист временски интервал, некои стадиони не се осветлени, нема, така да надпреварот ќе биде во 16 часот и 30 минути. И мислам дека организацијално сега што ќе следува ќе биде нешто спектакуларно направено, во смисол да оставиме да видиме на самиот стадион. Да откриваме деталите, тоа да биде за 16 часа и 30 минути сабота. Да, сабота. Сега Брегалница ги остварува целите, тоа е прва лига, меѓутоа има две теми кои што треба да ги начнеме. Првата е влезот на можниот нели потенцијален инвеститор од Германија, веќе амин се даде условно речено нели на Советот, се водат преговори. Што може тука да откриеме и како да тие преговори, што конкретно би требало да се случува со новиот инвеститор и што Брегалница би можел во иднина да изгледа, односно да очекува? Советот на општина Штип го овласти градоначалникот Иван Јорданов да преговара со инвеститор од Германија за можна купопродажба на 51% од акциите на фудбалскиот клуб Брегалница. Ова ќе се случи, затоа што
меѓутоа треба помош од сите, у смисол од помош од сите наши граѓани да дадат поддршка, затоа што доаѓа сериозен инвеститор кој што ќе ја прероди Брегалница, кој што Брегалница ќе биде во сосем ново руво. Тоа беше целта на сите нас во овој период, да може да ја растеретиме општината од тие пари што ги дава на Брегалница, со тие пари ќе се направат некои нови проекти во самата општина. Така. А спонзорот ќе си гледа цел со излез во Европа, освојување прво место, освојување куп, ќе си гледа со продажбени играчи, меѓутоа овде и Брегалница, овде и општината ќе има 49% од сето тоа. Значи ќе има контрола. Ќе има контрола, секако 51% ќе си има самиот собственик. Успешно беше и со Турчинот претходно што ја зеде Брегалница. Народот значи критикуваат преваран, вака, така, меѓутоа не се погодија во однос на некои точки во самиот договор. Турчинот ја зеде Брегалница. Така? Нели, како требаше да ја води, меѓутоа не се погодија околу сами точки во договорот, околу финансирањето, потоа излезе мал проблем, не дека тој и тоа е напор да доведете вие таков човек овде. Така да тој обид беше успешен, меѓутоа не излезе со добар крај. А сега верувајте дека работите на добри да ја замолиме целата штипска јавност да даде поддршка за самите преговори, нели, да почекаме едноставно да оставиме да се официализира, да видиме како ќе биде и да видиме натаму што ќе се одвива со Брегалница. И сега да збориме во делот на инфраструктурата. Прв, ајде да речем, услов кој што ќе треба да се направи во воведување на VAR технологијата. Претпоставам дека веднаш штом заврши ова 30 коло веќе стадионот на Брегалница ќе треба да се имплементира во тоа што ќе треба да ги исполнува условите за надпрворни во прва лига, а тоа е најголем предизвик иде VAR технологијата. Да. Ние како фудбалски клуб Брегалница и како општина, нели, колку си дојде после, нели, на самиот спонзор, самиот собственик, нели, на акциите, тој натаму ќе си продолжи со преговорите, сами не можеме да го направиме варот. Секој ќе бараме помош од Фудбалската федерација на Македонија, затоа што нашиот стадион не е само стадион на ФК Брегалница, е првенство на ФК Брегалница, меѓутоа ново напред веќе ќе се одвијат и некои други, колку се постави варот може да игра репрезентацијата на Република Македонија, сениори, јуниори, значи може и купот да може и купот да се игра, ќе стане, значи самиот стадион ќе биде стадион како да кажем за гледање на поголеми надпревари. Така да ние сами не можеме да го направиме варот, тој по некои наши анализи таму чини околу 100.000 евра. Значи ќе мора Фудбалската федерација да помогне овде за имплементација на варот. Така. Сега го спомнавме за самата инфраструктура на стадионот. Веќе има новата трибина каде што гледачите уживаат, имаат подобри услови за да следат нели од следната на прволигашки фудбал. Што друго можеме да очекуваме во подобрување на самата инфраструктура? Они дел што е нели позади самиот гол е веќе вратен и е подобрен за да може нели тука да се одвојуваат некои тренинзи. Очекуваме ли веќе дека другата трибина која што од страната на интернатот дека ќе започне веќе со нејзино уредување, односно градење новата трибина, кои се целите инфраструктурно на градскиот стадион во Штип? Значи ние кога дојдовме стадионот беше во очена состојба. Фрливме специјално вештичко ѓубриво, специјални течности на самиот стадион. Почесто ја косиме тревата, ја наводнуваме почесто и ја обновивме се, се обнови самиот терен. Во меѓувреме го способивме и помошниот терен кој беше запустен, ги изчистивме со самите каменчиња, целиот терен, ѓубрето што беше таму го изчистивме, го искосивме, го наводнавме, го изгубривме него, така да е способен така да може да се врши тренинг и на помошниот стадион и на главниот стадион. Околу самите трибини ќе биде направена и трибината од кај интернатот и ќе биде направена една помошна трибина од кај поштата, така да ќе биде како во полукруг. Така, значи ќе се спојат овие трибини така да дојдат тој дел. Да тоа се работи и верувам дека многу скоро ќе се започнат работите активности. Значи Брегалница е период на доста активности кои што ќе следат. Очекуваме Брегалница следна сезона можеби ако или во иднина веќе да се оди да го трасира патот и кон излез во Европа. Со овој спонзор што дај Боже да биде успешно преговорите да ги заврши градоначалникот успешно, а верувам дека ги заврши, Брегалница мислам дека е на чекор до Европа. Во прва лига мислам дека ќе биде меѓу првите три клуба по мене. И сега мора да спомнеме дел спортски дел, бидејќи овде збориме од аспект на менеџирање. Оваа сезона Брегалница е производ на многу играчи. Од аспект дека има доста млади фудбалери Штипини кои што дадоа шанса. Она кој што го имавте зацртано на почетокот на сезонот дека фокус ќе му се става на младите фудбалери, на штипските фудбалери, веќе доаѓа до производ и така да Брегалница е еден расадник на
млади таленти, бидејќи со враќањето во прва лига веќе Истокот ќе добие прволигаш. Пред месечини 3 сезони испадна Брегалница од прва лига. Колку во тој дел и колку сте горди што ете Брегалница е производ на многу млади фудбалери? Пред се спомнавме Владко Костов, нели е стручен, искусен стручњак кога во прашање македонскиот фудбал успеа Брегалница еднаш да ја внесе, еве веќе по втор пат успева Брегалница да ја врати во фудбалската елита на Македонија. Значи ние имаме фудбалска школа, фудбалскиот клуб на Брегалница има фудбалска школа, каде фудбалската школа е предводи Димитар Можунаров и таму секој нели си има тренери кои што ги водат и од пионери до сениори. И сами и вие ги пратите нив и гледате дека имате одредени успеси, дека има и одредени таленти. Претходно Коле Кузманов ги водеше младите и стаса до финале на купот со Брера. За жал изгубивме во Скопје од нив. И од таа генерација студени фудбалери што се започнати да се создаваат, тргнувајќи од Ѓоше Николов, Владко Давидков, после нели Коле Кузманов, младинската школа, излегува некои добри фудбалери кои што еве моментално некои се наоѓаат и денес овде. И меѓутоа јас не навлегувам во самата комбинација на играта на распределување. Не се мешам во спортскиот дел, тоа го оставам на стручниот штаб, затоа што јас имам средно познавање од фудбал. Може да имам добро менаџирање, меѓутоа имам средно познавање од фудбал. И сега кога спомнавте менаџирањето, од аспект на председател на Брегалница, колку е стресно да се гледат надпреварите од трибина? Особено ако се знае факт дека некој надпреодлучува. Еве ќе спомнам тука надпреварот со Шкендија, рачуно надпреварот со Охрид, кој што беше една фантастична атмосфера под рефлектори, полни нели трибини. Најтежок надпревар ми беше со Шкендија Рачинова во еден момент на самото полувреме. Дури ми се слоши докторот Никола Костадинов истрча, вика ќе биде, ќе дадеме гол. Знаеш, така тензично беше да едве го дочекав крајот на самото, едве дочекав судијата средни крај и да видам дека веќе е завршено, дека болот остана тука и само тоа и успеавме, ако изгубевме. Така, ќе се најдевме во ситуација, ќе беше друга приказна. Треба да се играше бараж по потешкиот пат. Треба да се има и спортска среќа, по мене. Некојаш така. Покрај добрата организација и спортска среќа. И сега ако спомнавте организација, најчесто на тие надпревари има неколку илјади публика. Колку е тука одговорност од тој аспект да помине се во најдобар ред? Голема одговорноста, затоа што на толку публика ние верувајте дека со Шкенди имавме 50 редара. 50 редари кои што плюс самата утакмица беше прогласена од висок ризик. Беа вклучени и од полицијата поголем број на луѓе. Претходно имавме 2 состаноци со полицијата, направивме распоред нели каде да стоат редарите, каде полицијата, како што би било, кога би било, разни сценарии направивме. Меѓутоа помина во најдобар ред со мали инциденти, да се разбереме, со мали инциденти, меѓутоа на таков голем надпревар кој што на толку голема публика сепак пак поминавме добро и го истеравме до крај самиот надпревар. Брегалница собера повеќе публика отколку што некој прволигаше заедно. Некој пат сме сведоци дека може да се случи да нема можеби некој дерби во првата лига, па се вкупно сите надпревари не може да соберат публика. Пред се ако го спомнеме надпреварот со Шкендија, Рачинова и со Охрид на домашен терен или кога се игра надпреварот под рефлектори. Ова потврдува дека Штип го сака спортот, дека Штип е нели град на спортот, а Брегалница е фудбалски бренд. Штипјани се желни за фудбал. Сакаат фудбал. И самото тоа, како што вие рековте, со Охрид трибината беше полна, со Шкендија трибината беше полна, значи самите граѓани осеќаат дека веќе сме на чекор да влеземе во првата лига, дека не можеме нешто да направиме, го бодрат својот тим. Меѓутоа треба да имаме во предвид дека сето тоа да се организира е многу тешко, макотрпно и треба да биде да помине се во најдобар ред. А мислам дека сега надпреварот што престои ќе има уште повеќе публика, а Брегалница собере публика кој што нема Вардар, кој што нема прволигаши големи, кој што сами реков, сите да ги соберете толку публика нема. Добро е и во минатото ако гледаме Куп на Македонија се игра пред полупразен трибини, каде немало толку публика како што е нели Штип. Може да го споредиме со пред неколку сезони кога Победа беше во некое подобро издание, Прилеп исто така собираше доста публика, еве го и Штип е тука на таа карта и можеме да кажеме дека најмногу публика оваа сезона во втора лига има токму во Штип, односно во Брегалница. Точно. Со самиот влез на Брегалница во прва лига не добива само Штип, добива целиот исток. Ќе можат овде Кочани, Виница, Делчево, Берово, па и од Радовиш, Свети Николе, сите да дојдат да гледат прволигашки фудбал овде на градскиот стадион во Штип. Сите може да додат, бидејќи моментално Брегалница ќе биде единствен представник од истокот во прва лига. Точно.
И би требало целата таа поддршка да се даде на самиот фудбалски клуб Брегалница. Кои се придобивките на другите клубови? Па некои фудбалери од Брегалница може да и се поземат, да и се дадат на позајмица, да и помогнат и они да влезат или да направат подобар пласман. Значи ние треба да си помагаме клубовите. Да, да си помагаме меѓу себе, да си даваме сами поддршка едни на други, а со сето тоа ќе да го подобриме и самиот спорт, да го подигнеме на повисоко ниво, да добиеме повисоки резултати како на државни, така и на меѓународни надпревари. И сега, бидејќи краток период како сте ви претседател, околу 3 месеци, 3,5 месеци, претходно кога бевте претседател, каква беше соработката со екипите од Истокот? Спомнав, нели, позајмување на фудбалери, како одеше соработката во тоа време? Добра соработка имавме, како што спомнав, тој период ФФМ беше многу криминоген, пак ќе кажам и тврдам, гледаш сега се разоткриваат разноразни афери таму, за кои што не сакам да навлегувам, и сето тоа допринесе да Брегалница едноставно не и беше на листата на горе на шефовите да испадне. И се најде во второлигашко друштво. И се најде во второлигашко друштво. Но еве сега се врати назад. Ја вративме назад, да. Колку од аспект на финансии на буџет е скап фудбалот? Ако направиме на паралела во тоа време кога сте били претседател со сега, тоа некаде ми се чини од тие 5-6 години колку помина од кога бевте можеби повеќе претходно претседател до сега, колку е зголем право на плат? За 60% е поголем буџетот од тогаш до сега, за 10 години. За 60% се поголеми трошоците, што се огромни суми на пари за да се одржува еден фудбалски клуб, тоа се огромни суми на пари. Вклучувајќи плата, струја, вода, одржување на терен, транспорт, храна на фудбалери, премии, било што друго, сето тоа. Значи 1 милион евро тешко ќе биде за прва лига. Милион евро доволни. За да има барем златна средина табела. Милион евро за златна средина доволни. Се прават ли можеби некоја анализа од аспект на тоа што очекувате во прва лига со оглед на фактот дека ќе влезе веќе? Може ли откриеме некои детали како дојде можеби разговор, конекцијата со можниот нов инвеститор германецот, каков е неговиот интерес аспект, дали ја следи македонската лига, традицијата на Брегалница, историјата на Брегалница, што може да очекува од македонскиот фудбал, нели можеби ете Вардар Шкендија кој што се тука горе постојано во врвот на табелата, каде ја гледа тој Брегалница во тој аспект? Значи, јас не би сакал да откривам тајни, мислам се дека не се завршат преговорите, меѓутоа само ќе потенцирам дека спонзорот е сериозен, нашиот градоначалник преговара веќе со него и по долговремена линија. Наш фудбалер, поранешен добар фудбалер Томислав Блажевски, прекрасен фудбалер, тој е линкот, тој е заложникот што се случува сето ова сега да дојде преговори. Значи, така се сака Брегалница, значи така се сака состојаниот град. Сега се од умешноста на преговорите како ќе биде, како нашиот градоначалник ќе направи преговорите со самиот инвеститор и ќе биде пример, верувајте дека јас сум убеден дека ќе биде Брегалница пример како треба да постапат и другите клубови. Општината да се спаси, односно да го среди својот буџет, у смисол да не дава пари, да дава пари меѓутоа умерено, да ги намали, да ги дава другите пари во други инфраструктурни проекти, со сериозни купци, сериозни инвеститори. Видовте сами дека се јавија ред број лажни инвеститори во сите клубови. Така. Го зимат клубот, едноставно пропаѓа, се случи доста примери на такви. Пропаѓа, се случуваат кражби и бегат. Ова нема да биде таква приказна, верујте, 100%. 100%. Ние не дозволивме, кога го зеде Турчинот, у самите преговори видовме, дека тоа што ние го нудиме, тој не може да го испорача. Или у самите преговори видовме дека у финансирање не се согласовме и овде сето тоа, значи на време го може да биде многу полошо. Значи така да еве сега верувате дека сепак има некои кочници, граници и гаранции за сепак пред се Брегалница е број 1, пред се не може да се помине преку неа. Така. И сега во самиот разговор од самата емисија ќе спомнам дека спомнавте менаџирањето и тоа време колку беше потешко да се изменаџира опстанок во прва лига или можеби влез од втора во прва лига? Што е потешка задача? Потешко е да се изменаџира влез од втора во прва лига. Многу потешко, затоа што веќе и втората лига е еднаква како првата лига. Особено следната сезона кога ќе го има работнички, сега, кога фактички ќе биде невозможно да се игра.
во слаби клубови тешко дека ќе опстојат во втора лига со овие кои ќе отпаднат од прва лига. Значи ово се погоди момент каде што Брегалница процени дека е сега момент за да се влезе во прва лига, бидејќи следна сезона спомнавме доста потешко ќе биде обезбедувањето на влезот и во крајот еве да ја повикаме целата јавност да биде сабота од 16:30 часот на надпревар, меѓутоа дојди порано за да може да ужива во една атмосфера, она што вие го подготвувате како кореографија, да се поздрават сите херои во сините дресови, практично нели почнувајќи од шефот на стручно штаб Владко Костов па се до сите фудбалери. Сабота 23 мај, значи ги повикувам сите граѓани на општина Штип да дојдат да дадат поддршка на самиот клуб Брегалница и да го проследат свеченото делување на пехарот од страна на ФФМ. И ќе имаме мала овде свеченост и самите ние како фудбалски клуб, така да заврши со добро целата приказка на фудбалскиот клуб Брегалница и влезот во прва лига. Да имате кратко време за одмор и после да се фокусират на сите оние проекти кои што ќе ја чекат Брегалница во прва лига. Така. Ќе сумирам овде, ќе ви честитам прво, ајде тоа ќе биде и во сабота официјално нели влезот, она што се го стваривте, многу понатаму среќи, успеси, како вас за претседател успешно менаџирање во прва лига и се она кое што ќе го имат целокупно нели она раководство кое што во Брегалница, да ги стварите цели Брегалница, да гледаме конечно тоа што го барат, особено оние кои што се предводници од минатата на фаланга влез во, односно излез во Европа. Ви благодарам на убавите зборови и се надевам дека Брегалница во прва лига ќе биде меѓу првите 3 екипи. Ќе ве држам за збор, се гледаме следна сезона. Краток джингл, почитувани гледачи, останете до крај со нас, па ќе одеме со одива на ова издание на спортскиот магазин Трибина на М-нет телевизија. Почитувани гледачи, се беше она што го подготвивме за ова издание во кое што гостин беше претседател на фудбалскиот клуб на Брегалница Ангел Бојџиев. Саботот со почеток од 16 часот и 30 минути ќе може да го проследите надпреварот на М-нет телевизија помеѓу екипите на Победа и Брегалница, надпреварот последното 30-то коло со кое што ќе заврши втората македонска фудбалска лига, а кога екипата на Брегалница ќе го доби шампионскиот пекар и ќе го прослави влезот во првата македонска фудбалска лига. Овој надпревар ќе може да го следите во живо на М-нет телевизија, сите вие кои што се во можност ќе можете да бидете дел на градскиот стадион, да во Штип да следите надпревар во живо, бидејќи како што најави претседателот Бојџиев ќе има церемонија со која што ќе се одбележи оваа генерација која што испише историја, тоа е директниот влез на Брегалница во прва лига, предводени од штипскиот стратег Владко Костов, кој што ова е негова 6-та промоција на екипи од втора во прва лига, а по втор пат тоа го прави со Брегалница. Уште еднаш ви благодарам за вниманието, до крај да го проследите ова издание од спортски магазин Трибина. Останете модатаму со програмата на М-нет телевизија. Спортски поздрав!